Добре дојдовте во VIP на еден ден. Предходната епизода со Даниела од Неготина разбуди многу емоции, растрепери многу срца. Толку многу лузни, а само 24 години. Да се подсетиме на незината приказна. Ајде, чао. Чао. Од школото право дома. Добре. Ајде. Слушаме ли се оплоти? Една штория покуша да надава. Јас се извинувам. Нема никаков проблем. Почела sam сетам дека да оставим така сами. Со мајка и со татко до 15-та година. После една година седев сама со тато, мајка ми не беше со нас, се замина, се остави ја и после една година се омажав. Тогаш беме многу мали и секој проблем го гледаш и го сваќаш. Кога има проблеми, не можеш ти да се втурнуваш да му го решиш проблемот. Јас не знаев дека ќе си оде. Не знаев, јас одев на школа, бев средно и не знаев дека ќе си оде. Тато ми се јави, ме вика, мајка ти више нема. Јас не можев да се соберам. Пред се да израстнеш ти без мајка, а сепак жива. Ако ми веруваш, барав една недела, не знаев каде. Сите можни роднини ги прашував, значи има сепак, брат ми беше мал, те бара, значи му фалиш, ама немаше никаков фабер. Кога ќе се сетам dušičke raneta Почела sam сетам дека да оставим така сами. Со татко, што татко не може да се грижи. Сепак колку може он да се грижи за детста. Не можеш да му речеш, мене тато, ова ми е потребно. Можеш, ама друго е на мајка, кој ќе ја кажеш, друго е на татко. Баба беше секој пат и до ден денеска е шутва за мене, без разлика на се, и ми помага и финансиски и се. Тогаш ми било најтешко. Ти кажа ли зашто ве остави мајка? Не, ми кажа само не можам да живеам повеќе со твојот татко. Кој ли да ти пее на белиот цвет. И тато на работа, јас треба да направам ручек, без разлика што одев у школу. Бабка си дојде изморена, кога јас сум втора смена, јас морам ја да направам за да може да си дојде брат ми за да јаде, пошто он одеше у градинка. И бев и мајка, и сестра, и тата, и се. Јас едноставно гледав да најдам спас. Немаше кизе, мислам, немаше љубов, тоа беше само 3 дена го познавав, ништо повеќе. И на 4-та ден ја решив да избегам и да бидам со него. И откај избегав, останав таму, тато прифана сето тоа. И назад. Мислам, после тоа мама се врати назад и свадба направиме. Мене и дето. Без никаква потреба, значи без причина. И до ден денеска
најголемото ми има таква траума. Значи јас колку и да подвикнам на повисок глас, со повисок тон да и се изразам на неа, она вака се тресе. Не знам што уште не ми ви кажа. Не знам што уште не. Слушаме ли со плоци? Еднаш дори покуша да надава. Многу пати ми има исклучувано болјар. Вратата ќе ми ја заклучам, да не испаѓам. Здраво! Даниела? Да. Може навам. Здраво. Кај си ти? А ти? Сонце, здраво. Добре си ти? Добре си. Значи јас сакам да ти известам дека ќе почнеме со тет трансформација. Да. Готово. За жал, немаме магично стапче или гума со која можеме да го избришеме минатото на Даниела. Меѓутоа, можеме да свртиме нова страница во која ќе ви ја покажеме новата Даниела, и тоа на крајот од оваа епизода. За да се биде како што треба, позадински морав да вклучам уште една личност, а тоа е другарката на Даниела, која што ја пријави, Славица, и токму заради тоа, таа ќе ми помогне да направиме нешто кое што верувам дека ќе биде многу големо изненадување. А сега во доверба ќе ви кажам. Подготвувам изненадување за Трајче и за Даниела. Тие не се венчани во црква и нашата идеја е да успееме да им организираме венчавка. Токму заради тоа, за да не ме фатат, нели, јас ќе заминам во Неготино, а Даниела и Славица ќе дојдат овде во Скопје и на крајот се надевам дека ќе имаме успешна реализација на изненадувањето. Одам за Неготино. Значи, мисијата ми почнува со план. Прво, за да не постои можност да се сретнеме и да бидеме разоткриени, Славица и Даниела ги испративме во Скопје на разубавување и потрага по новата Даниела. Вела дека кога жената посакува нешто да смени, тоа го прави прво со нејзината коса. Па одиме на промена на бојата на косата на Даниела, и тоа кај нашата Оле. Даниела во минатото имала различни бои на коса, а ја менувала и должината. И тоа од темна, долга, па црвена, а еден период носела и сосема кратка коса. Даниела, здраво. Вака. Како си? Добра? Добра? Добро. Како се осеќаш сега во Скопје? Малце поразлично, сончево. Да. Убаво. Ако, кажи ми вака, твојата коса е виткана, така? Да. Да. И така си ја носиш природно како што си, нели? Е сега ние што би сакале да направиме е така, да те шишнеме малце, да те освежиме до тука. Прилика порано као лонг боб, некоја линија. Кажи ми дали на страна си ја носиш или ностоп ти е врзана во штипче нешто. Или врзана или Добро? Од таа страна, така? Е, добро, за да знам во кој правец да се движам јас. И кажи ми за бојата, јас мислам подобро ќе биде да малце да згаснеме, да се биде малце пак бакарна, или тоа со по изразицјај, како да кажам. Добро, во ред, може? Може да го направиме. Ајде, нова мама да те направиме.
Додека ја средуваат Даниела, јас сум во неготина. За да го договорам изненадувањето. Потребна ми е помош од Славица. Здраво. Значи вака сега, јас сум тука сум во неготина. Пошто нели треба да организирам, значи тука сум кај црквата. За да провериме за датум, за што ни е потребно од тој тип. Имаме проблем. Даниела не е разведена. Да. Не е разведена црква. Добро. Ништо, јас ќе прашам како иде целата процедура и се надевам дека ќе успееме да направиме нешто. Добро. Ајде, да влезам, ќе прашам и тогаш ќе ти јавам. Важи. Сега имам еден проблем, Даниела црквено не е разведена. И веројатно ќе треба да се чека некое време, а бидејќи изненадување, ние сакаме некој друг да го направи, да го стави потписот нели на тој документот кој што е побарување за развод. Од тоа што знаме дека може адвокат, меѓутоа дали може некој друг, тоа сега ќе прашам. Се враќам со насмевка затоа што имам добра вест, а тоа значи дека можеме да добиеме црковен развод, заради тоа што може и да се потпише некое лице кое што е овластено, во случајов овластено лице ќе не биде нашата Славица. Значи, она што ми останува е да договорам ресторан. Во меѓувреме, девојките завршиле се што треба кај Оле и тргнале во салонот за убавина. Данила, добро дојде. Како сте? Добре. Супер. Добро дојдете во нашиот салон за убавина. Дали претходно сте биле во ваков салон? Не, ова ми е прв пат. Така. Вака, ова ќе може да си го облечеш и ќе се подготвиш за педикир и маникир ќе ти биде сработено и ќе може да се опуштиш за вид третманата. Повели. Да пробам. Кажете ми како ви се допаѓа целата атмосфера во нашиот салон. Немам зборови. Да. Денес ќе правиме маникир на раце и педикир на нозе. Сега ме интересира што најчесто правите на вашите раце, какви третмани користите, дали ставате наливни ногти или користите гел-лак? Гел еднаш имам ставено. Бидејќи гледам дека имате убава плочка на ноктот, би било препорачливо да користите само гел-лак. Таму во Плежар, како и секогаш, знаат како да ги разгалат нашите учеснички. Она што тие треба да направат е само да уживаат, додека девојките се грижат за нивната убавина. Значи најбитното, Даниела ужива и нема појма што се спрема во позадина. Знаете што ми треба сега? Бурми. За да ги добиеме бурмите во најкраток можен рок, ни требаат врски или што би рекле некој многу важен, ама во исто време треба да биде и хуман, познат, да сака да ни излезе во пресрет. Имам на ум една таква личност, и тоа вип личност. Здраво! Како си? Суперски, вие како сте? Добро, ние еве во Неготино и имам една идеја за која што ми треба твоја помош и помош од Лила. Значи вака сега. Учесничката, која што ја имаме сега, не е венчана во црква и сакаме да им направиме изненадување и тоа да биде изненадување бурми. И јас се сетив на Лила, башка нели што ја познавам и приватно, меѓутоа и знам дека со нејзините пријатели може да ни договорат. Добро? Идејата? Секако да видам јас само во распоредот како што, па идејава е гениална и се надам дека ќе реализирам наскоро. Фала ти многу. Ајде јави ми. Пази, чао. Нема кој не ја познава Лила. Таа со својот квиз усреќи многу македонци, а харизмата со која зрачи, незината љубов кон професијата и професионалниот однос кон работата е причина што повеќе од 20 години обстојува како телевизиско лице и најпозната телевизиска водителка. Па види, јас мене ми убаво во мојата собствена кожа.
Што е убаво? Поубаво е кога знаеш дека си добар човек. Се некој ќе каже, секој за себе мисли дека е добар. Меѓутоа јас навистина тврдам дека сум добар човек и тоа ќе го кажат сите некои што многу добро ме познаваат. За останатите нормално не може секој добро да те познава. Значи добро е тоа што сум добар човек, што сум тука секогаш за да помогнам, тука сум секогаш за некој кој што сака да прими совет, од нели вела дека не давај совет некому кој што не го побарал тоа од тебе. Ако некој тоа го побара од мене го правам, добро е што работам работа која што ја сакам и луѓето тоа го знаат, го почитуваат и го ценат се, извинувам. Ги сакам луѓето, сакам животот, уживам во него, сите кои што се дружат со мене правам и се трудам да им биде убаво, да им биде интересно и мислам дека навистина барем до сега е убаво да се биде Лила. Лила средно завршила како медицинска сестра, а има диплома од филолошкиот факултет. А што сонувала да биде како мала? Сакав да бидам хирург. И долго време се обидував себе си дека сакам да бидам хирург и можеби ќе бев хирург доколку ме приме на медицинскиот факултет. Ја завршив средно медицинско и за малку бодови ми недостигаа на приемниот и ме одбија. Искрено да бидам, не ми се чекаше една цела година, отидов на мојата втора љубов, а тоа беше филологијата, бидејќи така долго време пишував проза, поезија, се надпреварував, рецитирав и така натаму. Тоа, гледаш, одамна сум немала инспирација, фино ме почеше да седам нешто да си поднапишам. И отидов на филолошкиот факултет и го завршив филолошкиот факултет, а останатото е историја. Така што, како што можеш да видиш, не ми се оствари сонот кој што го имав како малечка, меѓутоа сонот како повозрасна дефинитивно се уште го живеам. Правилото вели дека вип личностите мора да бидат секогаш скоцкани, средени како од насловна. Како Лила ја дефинира вип личноста и како изгледа денот на една таква личност? Мислиш, very important person? Па види, можеби некаде во светот тоа го има вистинското значење. Кај нас не баш. Ова е тука поистоветено со тоа да си некоја јавна личност, некоја популарна личност, личност која што малте не ја знаат сите. Има, да кажам, некои бенефити и привилегии, меѓутоа сепак ќе кажам дека нешто на прсти можам да избројам кога, овде не само јас, туку и моите колеги, се чувствувале како вистински, нели, вип личности, но како и да, и со самото тоа што сме популарни, што сме познати личности, па има моменти кои така се чувствуваме, а значењето па не можам сега да ти го објаснам, доволно зборува нели тоа, кој ќе кажеш многу битна личност, а не дека се нешто многу битни личности, вип личностите, меѓутоа се личности кои што се одвојуваат од, да кажам, нели, грото на масата, со тоа што работат нешто кое што го гледаат и го знаат сите, така што прилика тоа би бил мојот одговор. Лила е постојано активна на друштвените мрежи. На профилот ја следат илјадници луѓе. Па прашавме дали е лесно или тешко да се биде Лила и како се справува со коментарите. Почитувам критика која што има основа, која што е издржана и која што е пред се добронамерна. А со оглед на тоа колку време го работам ова што го работам и колку време сум под лупата на јавноста, тоа е веќе скоро 24-5 години. Морам да им кажам, еве на оние кои што ме гледаат, имаат обично пишуваат нешто негативно, јас коментари не читам, ни добри, ни лоши. Кај мене, да, зборувам на моите слики, јасно, тоа нели по тоа други некои таму на портали, па вакви наслови, па измислени ова она, тоа не читам. Тоа сум го научила, им го давам како совет на сите мои колеги, дека навистина не треба човек да се заморува, не дека не треба да знае што мислат луѓето. Ми тоа мислам дека после толку време сите знаеме кој е грото на мислењето од страна на луѓето и добро се справувам. Не се залетувам кога ќе добијам позитивен комплимент, ниту па се трескам од земја и ту пак паѓам во депресија кога ќе прочитам нешто или ќе слушнам нешто лошо за себе. Едноставно сум навикнала и вака велам, ако сме решили да бидеме јавни личности, мораме да сме подготвени да се носиме со сите предизвици, и лоши и добри. Во спротивно можеме да се работиме некоја работа, каде што никој нема да не знае, никој нема да не гледа и никој нема да не зборува. Ако сме го одбрале ова, мораме да се навикнеме, така што јас едноставно тоа го правам, го хендлам многу добро. Убавата енергија и позитивниот став на Лила ни беше доволна мотивација дека ќе ја оствариме целта. Во меѓувреме, Даниела и Славица се упатиле во Линеја за да со нашата стилистка одредат соодветна облека.
допаѓа? Кој не ти е убаво? Не ти се допаѓа? И ова? Добро. Или ова пробуваме ако не розејето станува. И кој е победник после? Она што мене ми останува е да прашам за големина на Бур. И пак Славица ќе ми помогне. И се надевам дека на крај ќе успееме во мисијата. И кога мислевме дека се е конечно, наидовме на сериозен проблем. Ми рече попот додека се пости не венчавале. После 28 Великден, тогаш венчавка. Ау! И сега? Пораката која ја добивме од Славица сериозно ќе ги разниша нашите планови. Сепак, нема да се откажеме. Продолжувам во мисијата и барам ресторан. Значи, ресторанот ни е договорен, сега треба да проверам што можеме да направиме со попот и многу ми е важно бурмите да стигнат навреме. Што би се рекло, Славица и Даниела може да се вратат сега во Неготино, а јас ќе ги почекам. После завршените VIP третмани во Скопје, одиме редоследно во подготовката на трансформацијата. А прво, одиме на Забар. Сосема непланирано, ама ни се појави Забар од Неготино, кој сакаше да ја помогне на Даниела да нема проблеми со забите кои после 3 бременности поприлично се расипале. Добар ден. Задоволство. Здрава наша пациентка. Кај вас, Повели душа. направиле и какав беше проблемот кај Даниела и дали имало нешто. Со задоволство прифативме како прво покана. Докторот беше тој што вас прифати. Пациентката, што да кажам, позитивна личност, млада, храбра мајка, што ме изненади многу и со задоволство прифатив. И јас и докторот да малку го разубавиме овој нејзин ден. Значи, тука имавме една беззабавилица со расипани заби, имавме неколку екстракции. Тоа го средивме, сето тоа се санира. Знам колку што можевме за овој краток период. Беззабиот дел, ради краткото време, моравме да изработиме една мини мала парцијална протеза. Тоа ото можеме да направиме и фиксна изработка, така да, ајде Даниелче, ете тоа. Сепак тој беззаб дел за млада особа, сега е мислам среден. Имавме горна десна единица мртва, со многу темна боја, со доста деформирана. Успеавме колку што сметам дека еве сега кога е размејана, идентично со низината лева. Тоа. Затоа велам дека е позитивна, многу позитивна особа. Така да имаме уште работа. Ние се договоривме. Ова е за овој VIP ден, а потоа ќе правиме работи што фиксни, ќе биде од нас. И моите техничари моментално не може да дојдат. Замната техничарка Мери Виларова, колку што можевме брзо изработивме се. И уште еднаш благодарам за нејзина доверба, а вас Благодариме на вас. за пофалбите, за вашата идеја, за овие млади жени, му ја дигате само довербата. Рекоа дека 8 гушки дневно биле причина за голема насмевка. Една, две, значи морам да се пушнам 3, морам 4, 5. Ова не сме го чуле, али ќе го практикуваме. Некој пациент. Поздрав екипа. Останува уште комплетирање на стајлингот. Фризура, шминка, облека, чевли, наки.
bude sni. A koga ќе те повредат, зошто толку боли никој не знае да објасни. Помислив така мора, може животот е сам река солзи и кака среќа во неа. Беше жедна за одговори, со чеиз од наивност и добрина. Светот се договори. Стаклена збунета бараше излез, знак што ке ти покаже кој е патот што те води до мене. И срцето ми го воскреснуваш. Сега љубовта е моја религија. Со тебе имам се и доволно ми е да љубам и да постојам. Значи сега семејство прекрасно. Славица, прво тебе да ти кажам благодарам многу што ни ја пријави. И имаме солзи радосници и мене више почнува да ми течат солзи. Да, готово сум, не можам. Фала ти многу, значи што ни ја пријави Даниела. Благодарам многу што го запознав целото нејзино семејство. Трајче, само убави работи за тебе слушнав. Се надевам дека и понатаму ќе бидат убави работите. Да ја чуваш, да се сакате и да бидете долговечни. Така? Да. Сега вака. Оваа виновничкава овдека не дава да си оди. Ќе ја пуштам после. Ми кажа нешто кое што ние сакавме да ви го привидиме како изненадување. Вие во црква не сте венчани, така? И немате ни бур, нели? За таа цел, мила Славица, иди ти таму на едно место, јас ќе ви го покажам ова, кое што вие треба да го погледнете и ќе се потрудиме да го слушнеме. Драги Даниела и Трајче, наистина ми е многу драго што сум дел од едно убаво изненадување што го подготвив. Ова е Лила, која што ви се обраќа. И тоа со моите најдобри пријатели од Златара Теодор Голд. Била дека бурмите се символ на вечна љубов и многу ми е драго што токму тие прстени, тие преубави бурми се подарок од моите пријатели, ќе повторам, Адор Голд, за едноставно ви посакаме да сте вечни, заљубени и сакани. Ја слушав приказната на Данила и многу ми е жал за тоа што и се случувало во минатото, меѓутоа тоа нека остане во минатото, а во иднината нека имаат навистина само убави моменти. Ќе скажам само дека овде имаме еден wedding book, значи еден невестински планер кој што е навистина многу убав и е исто така подарок од Адор Голд и знам дека ќе си најде своја примена. Посакувам убави моменти и на вас двајца, се разбира, и на вашите три ангелчиња, Емануела, Илија и Софија. Што да ви кажам, само да ви кажам, така е, минатото нека остане во минатото, гледате во иднината, сакајте се и мислете само на убави нешта. Од срце, Лила и Адор Голд. Значи, ете и благодариме на Лила, не можеше да дојде во живо, чекај тебе да те гушнам вака. И сега, во живо. Дали може во живо? Скроз во живо, еве ни ги. Бурмите тука се. Значи вака ќе ми го дадеш Илија мене. Може да ми го дадеш Илија мене? Дојди ти ваму кај мене. Јас сакам вие да си ги размените бурмите. Може? Може ли? Ајде. Чекај малце каде тука да дојдеш. Ајде. Тука ќе. Можеш да ја кажеш дали ја сакаш нешто? На десната? Десната е десната.
Сме ги погодиле. Можеш около малко. Да. 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 Сега вака. Значи, пошто за да биде се официјално, мораме да бидеме во црква. Така? Арнама има еден проблем пошто се пости и не можеме да идеме во црква директно да се вечи. Затоа ќе најдеме решение и го имаме. Решението. Ајде, Славица. Сега ќе имаме едно решение и плюс ќе имаме уште едно изненадување. Може сакај тата, сакаш? Ајде, дојди. Еве ни го. Не, пете така, да? Живи. Да, ето така, значи... Вече е време на вегански пост. Значи не може сега, а и мораме црковна разговор. Значи за едно месец ден ќе биде извршено венчавањето после црковна разговор и здравје Боже, ќе го престанеме. И ќе го крстиме, може? Фала ви многу. Фала ви многу. Фала. Се слушаме на телефон и контакт со сите. Добро. Ете. Фала. Поздрав. Добро. Една, две. Добро, чекайте со мене. Ја вака од оваа страна. Не бива без мене. Илија! Еве сме, готово, тоа е тоа. Добро, и сега. Живи и здрави, Да. е морам. Фала ви многу, извинете што и на вас ви направивме цело. Да. Телефонот се чуеме кога ќе биде цела работа готова, само ви звониме и закажуваме дата кога ќе биде цела работа. Готово, готово. Фала ви, исто се најубаво, пријатно. Како беше, а? Не може да се свирам. Ово воопшто не го очекуваше, нели? Па и одејќ. Добре. А Чунче како беше? Све најубаво. Второто изненадување беше ептен, знаев дека е Да ги видиме сега, дај прстените да ги видиме убава. Дајте тука. прекрасно. Да. Толку готово сега. Значи, уште не сме завршиле, затоа што имаме подароци сега. Почнувам со подароците, прво за најмалите. Чекай сега да вадам тука подароци. За бебето. Може бебе? Еве тебе коцки. Илија, дојди ваму. Види што имаме за тебе. А? Добре? И ви отвориме. Тебе сонце. Ова е за Илија. Еве. Ова е за Илија. Чекај сега да видам. Овие работиве се за чистење, на мажот да ги дадам за чистење работите. Има ти да чистиш. Слушај, ти се погодува со бојата, да знаеш, да. Елате сега вакво едно целосно гушкање вака да си направиме и фала ви многу. Тоа е тоа. Да. Фала и на вас од срце. И не знам што да кажам. Ова е прекрасно доживување. Сакам пред се да се заблагодарам за тоа што почнав 5 дена више во Дијана, маркет Дијана. И не направија никаков проблем. Ме ослободија од работа за да можам да учествувам во емисијата. Голема благодарност до целата екипа, до маркет Дијана, а пред се најмногу до мојата другарка Славица за тоа што таков другар не постои, ниту ќе постои. Таму треба да се гушкаш ти, ајде. Таму сам. После ова, што да ви кажам? Значи, Господ ни дал две раце. Едната за да си помогнеме на себе си, а со другата да му помогнеме на некој друг. Се гледаме во следното издание на VIP на еден ден. Имаме тука уште многу да прославиме. Дајте виното, ајде! Колку љубев јас, ти си песна што ќе трае и штом за ден умре глас, сега секој нека знае колку љубев јас. Љубев
Берам ко лист на ветрот благ, скриена дури од звезден траг. Тука сум со ова мисла, ова пијанино, полна сум од очи кон небо сино. Срцето ми пара. Многу сум изненаден што ни прередите венчавка од црквата, не беме венчани. Имаме голема желба да се венчаме, а уште поголемо изненадување се бурмите. Зашто ич не го очекуваме. И не знам што да кажам, многу сум среќен. Јас сум Дамјановска Славица од Кавадарци, 24 години, школска на Даниела. Ја пријавив во емисијата VIP на еден ден. Ги гледав емисиите на YouTube и пратив линк да виде. Не ми веруваше. Сакав да ја уверам, пошто ми е многу мило сега што беше у вашата емисија и сум презадоволна од резултатот. Сега секој нека знае колку